Сонја Алексовска, неделковска, наша позната новинарка, која што решивме заедно да ја будиме, да се разбудиме. Сега не знаме дали те будиме или веќе си разбудена. Добро утро, уште еднаш. Добро утро, Сонја. Добро утро, јас сум веќе будна. Го испи првото утринско кафе кој ми го направи сопругот. Браво. И искрено да ви кажам, јас многу лучо кафе правам. Така да, ако некогаш дојдете кај мене на гости и ви направам кафе, сигурно едва ќе го испиете. Ете, тоа е една моја Значи, мана. Сонја, значи не штедиш на кафе, домакински. Исто така, речи се секој ден се будам околу 7 часот, а морам да го пофалам мојот сопруг што тој тога заминува на работа, меѓутоа секогаш ни остава и доручек. Обично со тоа варени јајца, бидејќи најорганските варени јајца кои ги произведува мојот братуче за негова душа и прекрасни се на вистина. Исто така, што се однесува до доручекот, денеска јадеме просо, значи јас сум љубител на здрава храна, а ви гледам правите смути. Да. Јас за жал сум многу хендикепирана во поглед на избор на овошје, бидејќи имам интолеранција на хистамини и во зимскиот период сум ограничена. Не можам киви да употребувам, портокал, мандарини. Меѓутоа, сепак се снаоѓам, денот ми почнува секогаш со лимон и вода, а потоа правам смуди од јаболко, лимон и чија семки. Јас сум како да кажам, обожавам треви, што вика мажми и овошје, односно зеленчук и овошје, и се трудам секој ден да испијам барем по 2 вида на смуди, едното со јаболка, а често правам со макдонос, краставица, џумбир и лимон, или макдоносот го менувам со целер, затоа што тој е добар за исфрлање на течностите. Оние луѓе кои пијат многу течности, јас сигурно пијам по 3 литри вода, добро е да ги исфрлиш течностите. Да. Добро е да се пие многу вода. Нас на систематски ни рекоа и на мене на тебе, колешке, да пиеме многу повеќе вода. И секогаш докторите апелираат да се пие и убава е таа навика. Така што веројатно нели ќе препорачаме и со тебе, Сонич, да пијат и гледачите колку можат вода повеќе, затоа што е навистина здраво. Посебно нели вода со лимон, истото тоа кое што го спомна Сонја. И сега да, малку е проблем кога имаме скратен избор на тоа што може да го конзумираме како овошје и како зеленчук, но секогаш се наоѓа начин. И оној рецепт кој што го спомена Сонја со краставицата и со ѓумбирот и макдоносот и уште нешто, можеме некогаш да го практикуваме и ние, односно да го направиме. Ѓумбир, макдонос, лимон и краставица, а можете исто така и целер. Макдоносот да го замените со целер и тоа е на вистина многу добар природен диуретик. Ти благодариме, Сонја, за овие информации и ние моментално тука правиме наши смути од јаболко, киви и банана. И сега имаме една малку презреана банана и една позелена банана. И сега се прашуваме која од овие две да ја ставиме во смути. Она која што веројатно е точниот одговор или точниот избор е онаја која што е презреана, бидејќи не ја јадеме вака, туку ја правиме во смути. И поблага би требало. Да, и мислам дека препорачува да се дека таа банана што е позолта, односно почнува веќе што велиме ние да не згние, дека има повеќе витамини и е попрепорачлива за смуди. Да. И брзи е добар. Морам да ви кажам дека многу ме расположивте прво кате со песните, вие сте прекрасни, се разбира. Меѓутоа, ово утро на тема е во знакот на гостиварчани ареја, па јас ме подсети кога ја слушав песната на Рузица, се подсетив на оние денови од детство, ние бевме многу добри пријателки. Нашите татковци покојни работеа заедно, откупуваа вили, нивното елем сегашен, откупуваа вили на Јадранска обала и често одевме со Рузица на одмор и Рузица постојано пееше, а мојата помала сестра обожаваше да ја слуша и секогаш си велеше, зошто не станеш пејачка, треба да станеш пејачка, многу убаво пееш, а Рузица на тоа велеше, ајде како да станам пејачка. И ете,
стана пејачка. пејачка, на мое задоволство, ја поздравувам прекрасна особа. Да, поздрав и од екипата на утринската на Телма до Ружица Ареа и до целата група Ареа, се вратија и срекни сме и во секој случај ќе си ги имаме во план да ги имаме во некој од следните изданија. Сонја, работниот ден како стартува генерално? Какви се обврските? Сега си дел и од куп портали кои што се нели заедно функционираат, така што може малку Мака, женски магазин, мачки хаштаг. Да, веќе почнав да пишувам некои прашања и добив исто и одговори. Морам да кажам, има интересна приказна евровизиската представничка на Црна Гора, македонка е. Незиниот дедов бил основач на Манифико и менаџер. И песната е посветила на својата покојна мајка, која е родена во Битола, живеела во Скопје. Тоа е така една тажна приказна, а во ист момент и информативна. Исто така правам некои социјални теми, веќе не ми е само музиката, сакам да бидам малку по-широко видик да имам и повеќе да имам соговорници од разни сфери. И се надевам дека сега наскоро треба да се слушнам со колегите кои сте во редакција и како да го планираме овој ден, што ќе се најде претежно сум активна на женски магазин. И морам уште нешто да ви кажам, во врска со смудито. Јас имам еден тежок пат, што вели маж ми, до сега имам уништено 2 апаратчиња. И едно време ми беше забрането да правам, само маж ми тоа да го прави. Меѓутоа, морам да кажам дека се што е купено дома прво искршено, пробано искршено од мене. Тоа генетика на една тетка. Тако е. Многу сум брза, вредна, не сакам да се фалам се, но со апаратурата многу тешко ми оди. И сега третото смуди е навистина, мислам апаратот за смуди е навистина нутрибулетот. Како што треба, внимавам како го користам, бидејќи маж ми се закани дека ако и ова смуди нутрибулет го скршам, тогаш повеќе нема да се најде во нашиот дом и мора да се слуша маж, нели? Така е. Да, особено маж кој што прави утринско кафе, па прави и дуручек, а некогаш ете знае да направи. Да, и понекогаш доаѓа дома и гледам дека скришом го проверува дали ми протекло повторно смудито. Дали работи, да. Ама добро е. Да, поздрав до Огнени, верувам дека ќе имаме прилика и него да го разбудиме некое следно утро, па да видиме што ќе ни каже тој. Огнен може да ви се најде и приготвењето, многу сака да готви. Може. Научи на старост, морам да кажам. Може еден специјалитет овде да презентира. Во кујната. Ти благодариме, Сонја. Поздрав до тебе, беше тоа една од нашите... Благодарам и на вас, ми го разобавивте денот, сега насмејана и со елан ќе почнам да работам. И нека биде така, овој петок. Поздрав до вашите гледачи, поздрав до вашата екипа, прекрасни сте, позитивни, продолжите така.